Светската банка во најновиот извештај предвидува раст на македонската економија од 2,1%, а за следната година бруто домашниот производ да порасне на 2,9%. Реални ли се ваквите проекции со оглед на војната во Украина и глобалната криза? Ние како Централна банка, согласно со нашите априлски проекции, очекувавме раст на економијата од 2,9%. Меѓутоа, јасно е дека ризиците стануваат, надолните ризици стануваат поизразени. Тоа јасно се согледува и преку најновите проекции на Меѓународниот монетарен фонд, кој што направи надолна ревизија за глобалниот раст, не за оваа година, меѓутоа за наредната година, но сепак како и да е, проекциите за глобалниот раст оваа година се значајно пониски од глобалниот раст минатата година. Ако минатата година глобалната економија растеше со стапка од 6%, за оваа година 3,2%, а наредната година 2,7%. Секако ние сме дел од глобалната економија и сите тие надворешни шокови не погодуваат и нас. Особено важно ќе биде како ќе се справи со овие шокови Европската унија, која што е многу ранлива на енергетската криза, бидејќи Европската унија е наш најзначаен трговски партнер. Ние како Централна банка сега работиме на нов сет на макроекономски проекции, кои што ќе ги финализираме наредниот месец и секако ќе излеземе со нови бројки за растот. Трошоците за живот се зголемени за 16,8%. Не ли сметате дека се потребни корекции на проекциите? Да, видете, јас само да потсетам, Централната банка ги направи проекциите во април. Тоа беше на почетокот на ескалацијата на воениот конфликт, на војната, и во тој период, всушност, проекциите на Централната банка од 8,8% беа највисока проекција за инфлацијата во споредба со било која друга меѓународна финансиска институција. Покрај основната проекција од 8,8%, ние како Централна банка имавме и попесимистичко сценарио, кое што упатуваше на раст на инфлацијата над 10%. Значи, остварувањата кои што ние сега ги гледаме се во линија со попесимистичкото сценарио на Централната банка. Ние правиме ревизија на нашите проекции 2 пати годишно, значи сега повторно ќе излеземе со нова бројка за инфлацијата, која што секако ќе биде повисока, имајќи ги во предвид последните движења. Меѓутоа, во суштина, ако направиме една споредба колкава инфлација проектира, јасно покажува дека Централната банка во овие услови на висока неизвестност е всушност една од најпрецизните во проекциите. Американскиот долар урива рекорди во последно време во однос на еврото и е на највисоко ниво во последните 5 години. Најчести коментари на социјалните медиуми се цитирам: ако имате вишок денари, сега е во моментот да ги претворите во странски валути. Се согласувате ли? Денарот со децении се држи на стабилно ниво, вредноста на денарот во однос на еврото, и нема причина тоа да не биде така и понатаму. Во однос на состојбите со доларот, значи забележливе тренд на значајна апрeciјација на доларот, кој што започна кон крајот на минатата година, а особено забрза оваа година, при пораст од околу 15% во однос на еврото. Меѓутоа, доларот не расте само во однос на еврото, расте и во однос на други валути. Причините се повеќе страни, би наброила само две поглавни причини. Во основа, секогаш кога има кризи, кога неизвестноста е поголема, инвеститорите меѓународни повеќе вложуваат средства во доларот, односно финансиски инструменти во долари. Тоа значи ја зголемува поверувачката за доларот, а ја намалува поверувачката за останатите валути. Дополнително нешто што е многу значајно за оваа кризна епизода е кое што како фактор влијае на вредноста на доларот е различниот интензитет на затегање на монетарната политика на ФЕД и на Европската Централна банка. Само да потсетам, ФЕД започна да ја затега монетарната политика во март, каматните стапки во Америка, основната каматна стапка е во распон 3,25, и ФЕД започна и со повлекување на енормно ниво на ликвидност која беше прискувана во претходниот период. За разлика од ФЕД, Европската Централна банка почна подоцна со затегнување на монетарната политика од јули оваа година. Каматната стапка сега е пониска во Европската унија, 1,5 е основната каматна стапка, а се уште нема започнато со повлекување на ликвидноста. Секако ова влијае на преференциите на инвеститорите кон поголема склоност кон доларот. Како оваа состојба ги погодува
економиите, во основа зависи од тоа колку поединечните земји се изложени на доларот, односно колку има тој значајно учество во трговските и финансиските текови во една економија. Попогодени неповолно би биле оние економии кои што се нето должници во долари, значи имаат поголеми обврски во долари отколку што имаат поверувања во долари. Тоа не е случај со македонската економија, бидејќи кај нас, на пример, учеството на доларите во вкупниот надворешен долг на нашата економија е само околу 8% и тоа е главно кај јавниот сектор лоцирано ова, а учеството на доларот во вкупната надворешна трговија, извоз и увоз исто така е релативно помало, некаде околу 8-9%. Останатата трговија е во евра, а постои веќе долгогодишна стабилност во соодносот помеѓу денарот и еврото. И од тука тоа не се одразува на тој дел од трговијата. Стабилен денар и во време на војна во Украина и меѓународна криза, можно ли е? Можно е, затоа што, како што споменав, ние веќе 2,5 децении одржуваме стабилен денар, што јасно покажува дека Централната банка има и капацитет, а има и соодветни инструменти за одбрана на курсот на денарот, бидејќи ние како економија немаме поповолна стратегија, монетарна стратегија од одржување на стабилен девизен курс на денарот во однос на еврото. А зошто во однос на еврото? Затоа што Европската унија е нашиот најзначаен трговски партнер. Во поддршка на ова констатација треба фокусот да се стави на нивото на девизни инструменти, кои што се клучниот инструмент кој што служи како гаранција за одржување на стабилноста, кои се одржуваат на високо ниво во споредба со глобалната финансиска криза 2008-2009 се двојно повисоки, а повисоки се во однос на предпандемискиот период. Дополнително имаме на располагање и ликвидност од страна на Европската централна банка, репо линија, која што ни е ставена на располагање, до сега не е искористена, меѓутоа може да се користи доколку имаме потреба за тоа. Благодарам за разговорот за Гласот на Америка. Благодарам.